Почитуван председателе на Собранието, почитувани пратеници, денеска одлучив да излезам пред вас и да се повикам на член 93, став 1 од Уставот, кој што вели владата има право да постави прашање за доверба пред Собранието, како и да се повикам на член 217, став 2 од Деловникот за работа на Собранието, кој што вели по предлог во случај кога прашањето за доверба на владата го поставува председателот на владата усно на седница на Собранието, Собранието гласа за доверба на владата на истата седница без расправа. Ги користам овој член од Уставот и членот од Деловникот да побарам од вас, пратениците во Собранието, да гласате за доверба на владата. Ред е да се соочиме и да расчистиме. Да го видиме на дело тоа толку многу најавувано, наводно мнозинство од опозицијата, кое наводно ќе ја падне оваа влада. Ова е моментот кој ќе им покажеме на граѓаните колку има вистина во зборовите на опозицијата. Ова е моментот да видиме зашто всушност станува збор. Стабилна власт со стабилно парламентарно мнозинство или разнишана опозиција. Мора да е едното од двете, ако не и двете заедно. Покрај сите обиди за обструкции и блокади од лидерството на ВМРО-ДПМН, граѓаните секој ден се изложени на лажни вести и дезинформации за некакво ново, непостоечко мнозинство, на некоја нова нестабилност и што ли уште не. Само поради внатрепартиски цели во ВМРО-ДПМН упорно се пласираат лаги со цел да се создаде перцепција на несигурност кај граѓаните, на неизвестност за економијата. Сепак, како и секогаш, вистината е најсилното оружје против лагите, лажните вести и невистините. Парламентарното мнозинство, јас, владата и коалицијата нема да дозволиме неизвестност, несигурност, сопки, блокади и обструкции. Во име на сето претходно кажано, во име на вистината, ја превземам одговорноста и обврската пред граѓаните, согласно член 93, став 1 од Уставот и член 217, став 2 од Деловникот на Собранието, да побарам изјаснување на Собранието за доверба на владата. Благодарам.